Како велат старите, трпение, спасение. Велат кој чека, ќе дочека. И еве дочекавме, дојде тој ден. Дојде недела која ја посакувавме за да повторно се видиме. Добро вечер, уште еднаш во име на нашата цела екипа и нашите верни поддржувачи. Генерален спонзор на емисијава и понатаму Визијана, природна минерална вода за рекреативна кондиција на вашата мисла и тело. Наши партнери, ама во вистинска смисла на зборот и понатаму се Алфи Техноцентар со двата преубави салони во Скопје и Куманово, сокови Кватро и Сано, за свежина во секоја голтка, како и млечните производи на Бучен Козјак, кои пред се вкусни и здрави, па како такви и препорачливи за сите. Детергентите од Арис, кои гарантираат чисто и дезинфицирано обкружување, а Тетра Мебел пак е гаранција за целосен мир и одморна и опуштена мисла. Така. И ние сосема опуштено се движиме и стигнавме до крајот на оваа сезона во која успеавме да допреме до вас со 38 емисии во кои имаше безброј скечеви, интересни моменти, смеа, се надевам, и од оваа сезона и бројни гости кои оставија свој белек на оваа емисија, чија што главна определба и понатаму е да измами насмевка на вашите лица. И пајде да се обидеме да го сториме тоа и вечерва, дали ќе успееме, вие ќе кажете. Јас само ќе кажам дека е добро што конечно по дождот, дојде сонцето, да, а и летните температури. Море мајката да продолжише со дожд, вака како што беше уште некој ден. Постоеше реална опасност ова лето да зараѓаваме наместо да поцрниме. Значи, време е за летни одмори и се надевам дека најголемиот дел од вас завршите со подготовка на своето тело, за да можете да го покажете на плаж. Со мене, како што гледате, тоа не е случај, едноставно не е можно, па бидејќи немам младо и витко тело, а сакав нормално да поцрнам како и другите, јас и бев на одмор на почеток од јуни со старите и дебелите. Ма башка што тогаш е и поевтино. Ама ако немате, не грижете се премногу. Не, во целата наша сиромаштија има и нешто што носи ведрина. Па ние, бре, македонците, толку сме оптеретени од разни давачки во текот на годината, што може, без проблем, такви со голени до гола кожа, да влеземе на секоја нудистичка плажа. И тоа без да платиме, нормално. Ама и тоа со причина. Па како бе, такви со голени, што се вика угој голи, се и да имаме и да сакаме, па нема бе, кај да ги ставиме парите? Каде? Во носот? А и така се нешто се плашиме дека ќе ни земат. Идентитетот, јазикот, па така можеме и ние нешто свое и автентично да покажеме. Тоа нешто барем никој не може да ни го одземе, а? Добро, освен времето. Може, ама нема врска. Нема врска затоа што со време тоа нешто барем ќе биде дел од нашата историја, и ако не за колективни, тогаш за индивидуални и убави сеќавања. А за да сеќавањата бидат убави, за да се присетиме на нешто, мора први, нели, да видиме што тоа ќе гледаме вечерва во Нема љутиш. Месаре, здраво! Да прашам, ако може една ракија за мене. Почнувам да пеам Маке, како она напред игра, значи прва реченица, втора, она почнува да плаче. Ја реков да не сгрешив нешто. Што направив сега? Не, вика, тере, пеј. Сви дешавки што ќе ги прочиташе за njega бева нови, због за дешавки у државу, пошто работеше по цел ден и немаше време да гледа вести. Брачно стање. Неиздрживо. Значи, немогуќе. Може и тако пише, немогуќе, пише слово. Па они бретате и до сак си покажуе со прст на мене, само што ете сак ќе кажуе дека пи. Ајде да пробаме со последно прашање, бидејќи до сега не ви одеа најдобро. Очигледно дека не сте се спремиле доволно. Ама, професоре, и јас се спрема. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Јогурт од млекара Бучен Козјак пијам, затоа мирно спијам. Кисело млеко од Бучен Козјак ќе касне, голем ќе порасне. Јас растам со Бучен Козјак. И јас пораснав со Бучен Козјак. 40 години македонска млечна традиција. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги венував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Мајсторе, извинувам се. Мајсторе, денес сам ти на куќу работаја, па сам мајсторе. Не си, него ставаше да прашам дали може да добива едну ракiju с кисел мац. Не може, Зашо? затоа што не служимо пијани гости. Па кажи тако, добро, чао, чао. Мајсторе, здраво, да прашам ако може една ракија за мене. С воду некој кисело, нема вез. Мајсторе, кажа ти прегес. Не служимо пијани гости. Па кажи тако што не кажеш. Ако не служите, ајде, чао, извинувам се. Келнер, келнер, да те прашам, ако може едну ракiju за мене, с воду некој кисел нека биде, гушчица маца има. Значи, не може. Трети пут ти кажуј дека не служимо пијани гости. Ти си више досадан. Ја досадан? Ти? А што ти не си досадан, а? А не сум. Добре, ако ти не си досадан, може ли што те прашам тебе? Хајде прашај. Па има ли овој град бе некоја кафана куде што не служиш ти? Куде готу легну ти позашан и после јас сам бија досадан, а ти не? Ајде бе, тамо, всеки да ми даваш, неću, неću. Ајде, чао. Веќе не каниме гости како нас, ние водители многу зборуваат, брате, не може до збор да се дојде од нив, се враќаме на старите, добри естрадни уметници, или ти пејачи, како што ги викаме. Старите? Си извинувам за тоа, старите мислам на Коки. Старите? Ама и он глуми пејач некад. Маријан Коцев, не е стар, одамна памти само човек. Добре дојде во Нема љутиш. Добре најдов. Директно од Австралија, најтазе нешто, мислам дека беше на турнеја сега, Бргу. Па тоа не беше некоја класична турнеја, отидов за друга работа, ама испадна некоја свирка. Како во Австралија, успад кафе да се напијам, па до Австралија такно. Колку сати возење има тоа, летање? Нема возење, летање. Зависи ако одиш
У Пеш? Европа нагоре, па треба надоле има повише. Повише има. Како А имаме ако одиш преку Турција, надоле малку кратиш. Колку кратка варијанта? Најкратка 22 сати, што сум 22 патувал, сати. да. Колку се задржа таму? 22 сати. Месец, за кратко, викам, не беше класична турнеја. Па далеко са, не се исплаќа да се оде за кратко. Да, за толку кратко. Иначе, кога одите, колку останувате кога е класична турнеја по 5-6 месеци? Не. 3. 4-5 викенда. 4-5 викенд. Нема потреба повише. Значи месец и по 2. Ај, уврглава. Максимум месец и пол, затоа што има 5-6 викенда, по 2-3 концерти. Порно имавме по 3. Имаше петок, сабота, недела, дури некој пат теравме и пикник, значи, преку недела. Дали некое друштво, дали некоја црква слави, нешто. И успат теравме и преку ден. Малку напорно за нас, патување едно друго. Али издржувавме, бевме помлади. Сега сме поискусни. А иначе Не сега постари, идете на кратки не, турнеи, идемо на бакшиш и се вратите брзо, така ли? Зашто бе бакшиш така да Не, правиш? мислим идемо на бакшиш, идемо на Како е бакшиш. бакшиш? Идемо Ама на на бакшиш, бакшиш. не. Тоа е Го пуштате доброволно. комбајнот, значи го пуштате комбајнот до жнеја, од сабајле, од пладне и навечер, а? Не, зависи. Не сум таков тип кој што е Не нападен. повише, Не. овие како се. Она што е договорено, она што ќе испадне, фала Богу, она што не е, никому ништо. Значи што не е твое, не е. Што се? Тоа што е моje, толку и не сум од тие што ај сега малку нападно. Не. Да си не, Фала и практикувам. на вас. Не практикувам. Колку града? Па Перт мора да се виде. Сиднеј, Мелбурн, Волонгонг, Камбера, Квинбијан, Нјукастел и сега понова време Голд Кост или Бризбен. Слушай, ти ако научиш još 2 града ќе ти даде државјанство, ја мислам. Ако не бар лично карту. Одма лична карта, така? Па со оглед на тоа дека сум бил 17 пати до сега, Ти си печ. 17. Да бе одведи не еднаш назад. Ми може ќе забравиме да се вратиме назад. Господ те донесе. ќе ви кажам ја, од каде се качува, од каде назад на авион, Не, па ти све да не научиш нас е... Ти не научи само натам да отидемо, назад па. А за назад? Па за назад, па кој ќе... Ја, слушај, кутре имам, само оно ми се радуе кога ќе дојде дома, оно врти опреш. Само тоа? Само, да. Па добро сега. Ќе измислиме нешто, ајде. Аз не ga разбирав хумор таму, мора да почнеме на тоа австралиски, оние што вика са $10 имам дадено за Македонија, ако треба уште 10 ќе дам. Слушай, жив човек све учи. И на све се учи. Ќе научиме и ми. Да. Не, таму мора да се зборува битолски. Битолски. Да. Ние кога бевме на една турнеја кратка, некако тебе месеци пол стварно кратка, 3 дена во Швајцарија, моравме на Струмички. Пробавме на Кумановски, они од Струмица најголем дел иселени таму во Швајцарија. Па таму седеле со години, знаеш и Струмички тешко се разбираме и Кумановци, а кога веќе во Швајцарија 20 години и овака блеја во нас, не знае зашто точно станува збор. Ајде ли терен на Струмички додаваме Ако зборувам као речки, нема да ме разберат. сигурно. Озбилно. Ќе ставиме транслейт слободно. Јас сакам на дијалект малку да се маваме, ние на Кумановски ти на може ли стварно? Ќе се разбереме. А цело време си збориш ти кавердечки? Што има везе, што? Не, сметам. Династија на кавердечки, значи, да, па разбирахме Да, ние тоа нешто, Сега да се династија збори која со беше време, цацко. Тоа беше своевремено хит. Малку од малку. Сите слушавме у 12:30, 12:05, секоја недела гимнастика. Па не ли беше На овој? кадаречки начин. Беше многу популарно во цела Македонија, па после К15 се случи така, после таа епизода. Тие градови мора да се посетат бидејќи претпоставувам најмногу македонски иселеници има таму. Има доста. Има доста. Како ве приемот, како беше? Велиш порано 3 настапи, сега малку проречено, 2 настапи неделно, зошто е тоа така, помалку луѓе, економска криза и кај нив, пандемија, имаше тоа нешто? Бидејќи се работе, малку отпуши, така да петокот више се изостави за посета, дали у кафана, дали концерт. Така да сабота е фиксен. Недела може да биде, али некаде порано, од 5-6 часот до полноќ. Затоа што Сабалја треба да иде на работа. Па се работе понеделник. И таму се работе, нема играчка. Нема, ало, шефе, Маријан беше синоќ ке закаснува на работа. Епа, вчера малку бев се напив, 3-5 чаши и утре да ме пуштиш. Таму тоа правило го нема. И кај нас нема така, никогаш не сум кажал 3-4 чаши, автобус закасни, дете дигна температуру преко ноќ. Нема тоа таму. Нема ништо од тоа. 17 пати велиш во Австралија. Какви се нашите таму, променети ли се со текот на годините? Го имаат ли онај македонскиот дух кога ќе запеете, се чувствува ли македонското? Се чувствува. Навистина да. Имаат потреба за татковината, што се вели, имаат. Има уште
такви собиранки или концерти, било каков карактер, дали е црква, повод, причина, не знам, дали е било каков празник. Дали е Доаѓаат ли државен, си? дали е религиски, има посетеност доста и во некои локали дури тука се пее конкретно само македонско и готово. Ништо друго, тоа сакам да прашам, само македонски песни кога пеете во Австралија? Не секаде. Некаде се пее, пример. Има и балкански вечери, се пее се што има гости од цел свет. Има и белгијанци, има мексиканци, има... Доаѓаат ли тие? Тоа ме Да, интересува. има Како и- реагираат на нашата фолклорна музика? Па види сега, значи нас нема таму скоро 90 години. Македонци од кога отишле прво Перт, па еден дел се доселиле Мелбурн и Сиднеј. И сега веќе има доста измешани бракови. Так. За германци, за австралијанци, за англичани, за хрвати, за срби. Само тие тоа не сакаат да пречи дојдат, како така? кај нас. Таму е нормално. мешани бракови и мешана музика. Сега не можеш ти само стриктно таква музика да се пее. Значи мора малку тој опсег да биде поширок. Го разбирам Што е нашиот нормално, не? фолклор, како реагираат, пример, Белгија, од Мексико. Еве еден Зеп некој. пример Лани. Лани бев на една свирка во приватна свирка, фамилијарна во Швајцарија. И дечкото се вика Маријан Коцев, Ајде. што правеше фешта, да, изненадување од брат му Зоран Коцев, да. Сопругата на Маријан е аз швајцарка. Оригинален. И сега додека биле дечко и девојка, нормално она иде со Маријан на забави, на концерти со наша музика и приметува девојката дека секој пат кога се пее македонско девојче, многу мина плачат. Зошто вика? Зошто плачат на оваа песна? Шо е таа песна толку? И една ден вика, ова го правиме мобет после свирката, утре ден дека и него дома, еден ден вика, и ја преведов буквално песната, македонско девојче, од А до Ш. И ја како вика зборувам, како раскажувам прва, трета строфа, почнува и она да плаче. Преведува, така? Да, значи транслейт 100%. И сега што случува? Лани ја пеам една песна, втора, трета и сите ми викат македонско девојче, македонско девојче. Ама што запнавте луѓе од таа песна толку? И како ја почнувам за Маријан, за неговата сопруга, она се си разбира македонски, почнувам да пеам маке, како она напред игра, значи прва реченица, втора, она почнува да плаче. Ја реков да не сгрешив нешто. Што направив сега? Не, вика, тере, пеј. Леле Боже, каде погрешив сега? Што направив јас сега? Она вика, ја сакам многу таа песна. И од тогаш плаче. И на крајот нешто ми кажа, утре дента сконтав зошто ете она. И ја осеќа таа песна како да е права македонка. Одличен пример како реагираат странците. Ето. Прашај ти нешто, бе, сега. И ти го земав Што те, пенуеш ли тамо малку кога ќе отидеш? Ете што. Например, ево, Абе, Австралија си. си Месец ги и по прашувам. 2 месеца. Пиеш ли Се тамо? лажам на една финта. Како? Маријан, шо ќе пиеш денеска? Ау, викам, вчера сум се на... Стварно? Зарав вчера пиеш? И не те терав да пиеш? Не? Ау, не. Добро, Драган, тебе тера ли те некој да пиеш? Сви гости ги тој прашува, пију нормално. Не, никој не ме тера. Јас сум си доброволец, зашто ме тера? Кој да ме тера да пију? Тоа Јас сум само те доброволец. прашуи што има везе, јас сви гости Па, еве, прашуи пијам. петете. Па знаеш колку Да доброволци? пие, еве, пие маце воду пие. Пие вода. Ја Тие пију пиеш вода. од Сабајле, па викам на маму, леле, мамо, да знаеш колку е вода. Сабајле сладка и ти ми пинала некој ракију синоќе навечер. Нели има многу доброволци? Има многу доброволци. Оно, решија директор да направи проверку у фирму, разбираш. Како тој делуе ракија и алкохол на производство. Многу на убаво. количини колку се тој производи у фабрика и дојше да кавадаречки прашува, да вика ти пиеш ли, вика пију. Добро, вика, еве ако испиеш пола кило ракија, колку шрафа направиш? Ово вика 200. Браво, 200 по-добра норма, вика. А да испиеш 1 кило ракија, колку ќе направиш? Вика 220. 220 с кило ракија. Аллах да ти. Били могаја да работиш, вика, ако испиеш 2 кила ракија? Вика радник, па не ли видиш дека работи? Ако не ми се лоши пресметките, следната година ќе правиш 30 години, ќе славиш јубилеј од твоите почетоци во музика. Точно. 30 години, нели се многу? Ти си, не си... Ти си млад, релативно, а? Па, релативно млад. Те лажат очите. Од колку почна?
Од груба пресметка 19 години. 18. 18 години. Прва песна на 18 години? 94-та беше снимана песна. 2004-та, 18 Не, години. не цели 19. Не цели 19. И тогаш ми беше уствари првиот настап на Цветници фестивалот. Која песна беше? И на Цветници. И на Така се вика песната. Ето. И на Цветници. И на Цветници. На не цели 19. Не цели 19. Следната година, 95-та, ја пеев Солзи нека пресушат, Бекрија Љубовџија. Аха. А така на 19 пуштивате таткото и мајка ти да поеш сам, а? Самостојно и вака за рака. Тоа ми се свиѓа. Самостален, значи, а? Сам не. Подготвуваш нешто како за 20 годишнината, јубилејот кога беше? Мислиш 30? Да, како за За 20? 20 правеше, знам, Правев, концерт. да, правев. Сега планираш нешто? Па, во една ситуација, сега зимото, на една собиранка бевме заедно со вашиот и наш премиер, на еден ручек. И дојдовме така до еден мобе да планираш и нешто што планираш. И човекот што му е како десна рака од Скопје, наш колега, Пеце Мирчевски, вика да правиме нешто. Јас сакав ова година да почнам Да можеш да и спремиш да така. завршам следната година и цела година да биде како што правев пред 5 години, 25, и почнав од Перт и сакав да правам 25 концерти. Ама стигнав до 18-19, па продолжив и 20-та, фати короната и не довршив. И се сакам плане оваа година да почнам од Скопје, еден голем концерт, септември или октомври, баш овие денови треба да се слушнам, да видиме дали нешто ќе помогнат од врвот. И по нивен предлог, нивна иницијатива, првиот концерт да биде во Борис Трајковски. Значи, голем концерт, голем стејдж, голем оркестар, гостин, сакам да си поканам еден, двајца, тројца, не мора да бидат народњаци, може да Не бидат... покажи некој мене, ја не можу, јас сум зафатен со октомври. Ја не уму да појде така да. Добро, ќе викнем и вас. Чисто мислим да... Али не е проблем, ќе се слободен, не е Само проблем. не бачи. Не е проблем, ќе дојде, да. Сакам да почнам, сега ќе видиме ако се најдеме во некој однос заеднички, ако помогнат, иначе такво нешто за саме многу голем залак за мене, така да и тежок. Бидејќи се изнапатив од првиот, Напатени душите. налет маката и сето тоа туку бев во болница. Да, 12 дена каде што животот беше, висеше не на конец, туку на потенкиот конец. Зборуваме за време на короната? Не, за пред првиот концерт, односно јубилејниот 2014. И така да јас се учам на грешките и реков секој нареден концерт, ако треба вака да се организира, од старт се откажувам. Значи, многу мака, многу труд. Дури животот е влог, а за шо? За некоја сума кај што стварно не се исплаќа да вложиш 4-5 месеци и на крајот тоа браво за 3 дена свако чудо се заборава. Како викат, да. Океј, останува белек, останува едно добро видео издание, али стварно нема цена која што ако треба сето тоа сега да го вложам, може би повеќе ќе биде за такво нешто да поминам и овој пат. Не. Сак си постар, попаметан. Постар, ама малку поизамортизиран. Да, поизамортизиран, да. Повише километри, ќе видиме. Овие денови ќе се знае, сакам да започнам оваа година и да се продолжи и 2024, ако нема некој нов вирус. Па, нема доста патина, плашен си Ти много. беше доста активен за време на пандемијата, имаше и проблеми, сите се разболевте по дома, следев тогаш имаше доста интервјуа. Мислам активен во поглед на интервјуата, ама добро, здрави, живи сме, сите добро помина тоа, да се надеваме дека само за добри работи ќе слушаме понатаму. Еве овој интервју кај нас нагости нека биде некој почеток на тој јубилеј, бидејќи планираш уште од оваа година да стартуваш, таман до следната година, па да прославиме заедно 30 години. Па викаме човек се Па срамота.
од греота да не отидемо. греото, срамота Не сме да не се отидемо, сами да. викале да кажеш да се Абе, нудимо. добро, ја бек вокал ке сам позади може. Не, кажете ми, Ја нападач вокал ке само го си ти бек. 10 минути, 12 минути пред, у средина, на крај. Да, бе, да, ке Ке се се договориме. договориме. Абе, у кој ред не ставиш таму напред, у средина, позади не е важно. Ке пуштите некоја зелена и Да, го- да, така. Абе, ќе ургираме и кај ова, нека гурнат они таму нашиот и вашиот, па да биде нешто арно како што треба. И важно е дека ќе има и втор дел со Маријан Коцев, затоа останете со нас. Натенане. Натенане е некоја дешавка која се одвива на сасвим миран и лежеран начин. Лаганица, онакој полак, мераклиски. Натенане се сабајле пие прво кафе. Натенане се порано читаше новина и тој од задњу страну на напред. Татко ми буквално го тој применуеше, па новини го читаше од петак до друг петак, од назад на напред. Натенане. Сви дешавки што ќе ги прочиташе за njega бева нови, због за дешавки у државу, пошто работеше по цел ден и немаше време да гледа вести. За дешавки у град све знаеше, па тате беше берберин. А знае се бербери и таксисти, све знае. Натенане, јас сакам предручак да испију едну ракију на кој баш натенане. А други две ги фрлю на брзину. Без едну можу, с едну не можу. А пиво ga после ручак го стирам. Вика се за оние што су се ожениле на брзину, дека после може да се каве натенане. Тој људи без работа, па ги свашта истекнуе и шљапав без везе место натенане, да си ги гурав своји колица и да си гледав пред себе. Доста бре, како мало дете си играш, остави тој, не видиш дека не може да го запалу. Брм, па брм, убрмче ми се го медвед некој си. И ово време, па види ga какво е, види, ја. Ту, мајку му гледа никакво. Што вика бре тај твој телефон, до кај ќе биде ово кој? Ништо не му фали на време, одлично си е. Каква бре, Маце Стојко, одлично бре, каква? Може да кажеш такој бре, па пола ден пазиш да не те удри слънченица, а другу половина од ден пазиш да не те удри гром. Па ти си седи дома, не искачи од дома, па нема да пазиш дали ќе те удари сунченица или ќе те удари гром. Што е проблем? А кад си бија млад, не ти е сметало што е овако време, а? Или младост, лудост, што вика сва? Кој вика, ја тој нека вика, ја тој никад не сум го кажаја, зашто нега ни мисли. Ма каква младост, лудост, Маце Стојко? Што постар човек, тој поголема будала. Тој ти знаеш по тебе, него не ти се мешам у тој. Не се мешаш. Ама види, Маце Стојко, ако продужиш такој да збориш, ја можу многу брзо да те намавам таму у двор, па да провериш ти на лице место. Што ти кажа тој за овој сунченицу, дали е тачно или не е? Добро, не се љути одма, мајку. Нашали се ја. Шали се, шали, ама не со мене. Дајте и формулар што го попнуваме прошли пут да го довршиме за тие субвенции, ајде. Викам, оќе ли, неќе ли да пита, па 2 дана проđоше, бре, Маце Стојко, тебе ни да ти текне. Ја, формулар, ајде, продолжуј. Да. Не се секире, не сам ништо пипнае, да знае. Па ти не можеш да питнеш, ти што не разбираш. Кажа ли нешто? Ти си збор за овој, ше. Збориш. Значи, ово кој? Брачно стање. Неиздрживо. Значи, немогуќе. Може и такој пише, немогуќе, пише слово. Добро, ожења. Деца? Што бре, деца? Која видеа и род деца? Ја едното љуто не ми збори, а другото па љуто и на мене и на мајку му. Ба потикава си двојца. Добро, 2 деца. Школа? Школа? Има една школа. Ја потом, ама... Што бре, не валја ништо, пропада. Ја оној пут кад беше задњи пут да ги зему тие 3 столчиња, виде,
Ништо не валја, и кров пропадна, керамида загледа ги такој не су лоши, ама паднали и протечуе. Зашто си ги замаја столчи? И што бре да стои тамо праширали да фаќам? Што децата не имам тамо пак ќе стои, а? Што? Све изнесе сте од школу, тако е ли? Не, аз сум све из неа, не. Има још еден патос видега такој, па не е лош, ама ќе изнесе себаце Стојко, гадови невидени, и тој ќе изнесе. Добро. Ајде да продолжиме. Још 2 графе има да потпунимо и да завршиме со овој молбу за субвенција. Прашај нешто ако не знаеш. Добро. Колку пчеле имаш? Уствари, колку пчеле има комшоти? Па ти стварно не могу. Живи мајка. О, Боже ми. Обре, бо Стојко, па ти да не мислиш дека пописам ги правија на пчеле, бре, па да ги знам колку су. Ја тети ги су им около, да ги свирну да дојде па ги преброите, а? Боже. Добро, ја пишат. А 30 кошнице речети, трмке, како сакаш ги кажи. Добро, пишаја 30 трмке, па ќе видим. И последња прашање. Колку мед извадиш од пчеле? 30 кила пише одма. Лжеш. Абе, тој лже само да не ти удари поголем порез, бе. Не ли е тој малко? Малко, многу, откуде ја знам, бре, па Стојко, тој му е, они га сере пчелета и мед, не га серу ја. Ајбе, огади тај мед, бе, серев. Добро, де, какав га, пчеле. Не сук да га какав краве, например. Так би мало с лопату да ринеш, с колица да изнасаш. Мед, кокотиш. Овако е, ставре. Ја не можу со тебе да се расправам. Зашто? Па такој, најди некога поученого од мене, па нека ти га попуни овој формулар што е за пчеле. Зашто, бре, ба се Не го Стојко бија, исте? земи си овој. Па добро, бре, ба се Стојко, ја да сам знае, не би пчеле чуваја, па... У рудник би мај, бре, злато да ваду нешто, бре, па кога ја сак да ја треба сак да тражу субвенции за овој да ми некој попуни. Па што сакаш тој прави? Па ич не си љубазен, значи не. Ај, вртам, помагај за трактор, ајде. Кад се сету такој оно, тате мене убаво ми викаше, још док беше малецак, не мој бре, досе никад ти да пиеш, не мој, ти не знаеш кад те досна и ќе биднеш пијаница. И ја ете слушаше га, док беше мал, слушаше га се док не почна да ме боли стомак. И после, још некој време ја пиеше си млеко, па после тие чаеви, нели, за стомак, се док еден пут не си помисли мајко му, ја да испио ли још еден чај од нан или да пробам од ракију на дед. И да видите, среќа одлучи се за другото. И тако едно по едно, друго па треќо и оно почна да пи. А оно убаво бре, умца се да видите. А тате па одма ме примети, одма и ми вика, ете бре, досека жатине мој, ќе биднеш пијаница и сви ќе покажуе с прст на тебе. Тате бе, па касниш ти. Па они бре, тате и до сак сви покажуе с прст на мене, само што ете сак ќе кажуе ви дека пију. Сви викав тате дека многу пију, а никој не кажуе дека сам жедан. И плюс дека малко месо. Плюс тој, ич море како малку, ич не месо, а вика би не мој бре, досе, ке те фати пиење, па оно и боле. Боле бре пиење да ме фати, него да ме фати онај моја куде пију. Или па не дај Боже да ме фати со швалјарко. А бе, за ништо ми удари шамар и све ми брани, а не па за швалјарко. Порано, само тате ми бранеше да се виду с девојке, а сега и жена ми брани. Брани, па боле од голмана на било кој репрезентацију брани. Такој брани, па да видите па кај ќе ме нападне, бре. Затоа што чулајте дека напад била најболја одбрана. Ама ја паси пием. Не могу, ја паси пием. Па што ќу? Што да праву кад си викам дека тој забрането што ми га бранифе ете најсладко.
Кажи ми, прочитай ја нешто на време, тој теретана, ово, оно, натамна. Сак? Чат-пат. Прашање. Чат-пат значи Пази, повеќе пат него ли чат? Одговор ти е како за прашање. Теретана, ово, оно, натам, намам, чат-пат. Чат-пат, да. Како прашање, Јако натам, прашање, намам, јако чат-пат. одговор. Ово, оно, тамо, вамо. Па одам, сакам да одам. Убаво место, разонода, покрај тоа што вадиш нервоза, нови пријателства на округ. Јас се запишав Нервозата теретан. И како иде? Вика, после прв ден вежбање, тој вика, боли све на тебе. Добро? Ја не отиду прв ден, бе. Сторли ми. Па ја не иду ни Отиду други втор ден. трети ден, што има везе, ки иду четврти ден, може нема ништо да ми боли, што знам. И беше ли на четврти ден? Не сум стигнаа јас, пошто се брзо се запишав. Али има време ќе отиду до четврти, можда на 15 ден ќе отиду бе. Мене ми важи тој уплата месец ден, што знам. Празниците фатива. Да, празници фатива исто, пуна дењата на викенд, да. Да, викенд, празници, не дошли четврти Ај, ќе ден, биде. здравје Боже. Не ти треба. Кажи кога ќе биде прв, втор ден, трети. Ке кажу, не, ќе види он дека све ме боли. Ти само јавај буре и доволно ти Доста више е. с тие криви ноги и моја јавање буре голема работа. Ја сега мислиш дека с твои криви ноги. Е па за буре чи спомнеш одмah за мене збори, знам, ај. Прочитам на многу места миленик на не на естрадата, туку на ова, како се вели, на диаспората. Демек, често патуваш, одиш во странство, многу турнеи. Така тврдат новинарите по насловите, можам да заклучам. Тешко ти паѓа тоа. Имаш ли некоја нова година чекан од дома, освен ова за короната што беше? Имам. Имаш повеќе? Ова година нова година бев дома. И што правиш дома кога си лепиш сам на себе, тоа бакшиш? Лани беше прв пат. Лани? И за короната. Да. Али оправдано, никој сите дома. И како се чувствуваш? И лани имав свирка, лани, како ќе му даде, сега сме, значи 21 на 31 декември имам свирка у Квадраци. Нема свирка, супер, свикам, дома сум. И одам ја пазарувам. И жена ми вика, шо правиш ти? Па дома сме. Па овај човече за цела недела, шо мислиш ти? Колку ќе изедам ами, а? Ама човече Божи, ова е до стара нова година ќе има. Не, викам, гости. Иде нова година, 10 сата, 11-12, у 1-2 си одат гостите. И викам, вака ли вие славите нова година на 31? А ти шо мислиш? Стварно да никаде не се, 2 години сега, ама долги колку, 30 години, 25, не. Ма повеќе од 92. Од 92, значи... Значи ни една нова година дома и секој ден пут дома вика. Затоа велам се, имавме еден пејач, не доаѓаше, вика сам си ставам бакшиш, зет балдаза, сви ставја. Сви тура бакшиш, а? Ма ја уклучувам таму некој појачало микрофонот тука, све на дофат, тераме. Еше малку, онак, за своја душа. За душа, за друштво, за комши. Они претходната вечер се нацуцале, глава боле, шо ви му вика? Па ќе себе, како од дома не ве пуштам? Само што помина нова година, 12:30 сака дома. 12:30 да се оди дома. Нема шанс. Не доваѓа обзир. 1 час од пополнок, 1:30. Молим те да си одиме дома, главата ни е... Добро, твоја финта може користа ти рече, така се вадиш од пиење. Од вчера, јас скум имам така. Ич не пие. Кога да идам на гости, би пинал јас со тебе, Ама и вчера го нагазима. Па и завчера доаѓа гости, јас знам дека со никој не пие, нема врска. Не, више не чекам дома. Нема веќе. Не. Не, а? Ништо што, не можеш да се снајдеш. треба да гледам филм. Ти убаво кажа, учиш се на твои грешки, немој па грешко да правиш. Не. Каква дома, каква Никад вака. више. Дефинитивно готово. Отворен си и отворено зборуваш за една незгодна тема, за диабетесот. Си имал здравствен проблем. Да. Од мали нозе и велиш дека си отворен да ги посоветуваш луѓето кои што имаат сличен проблем. Што ги советуваш? Како успеа ти да се справиш со таа болест и колку што знам веќе не си на инсулинска терапија? Не сум. Не, тоа со да. дисциплина, со како успеа да го надминеш тоа? Бидејќи тоа е модерна болест, многу присутна за жал. Не само во Македонија, во цел свет. Цел свет. Дури кај нас е помалку. Иначе на западот или истокот Да, веќе е тоа повеќе од кај нас. Повеќе од нормално, дека дури ако немаш диабетис е проблем. До тој степен се дојде. Зашто нема? Ајде бе, да. Како немаш? Може нешто друго да е боле. Или кога ќе му кажам имав, Има ф. не лажи овој, сега изиграва нешто.
ја сметаат како нешто што е неизлечиво, нешто што не може да се надмине. Па за жал така му е наредено можеби и на медицинските лица у интерес да се профитира, како и од ракот, демек мора да одиш на хемотерапија, мора да одиш на радиотерапија, а да бидеме реални, не е таа терапија ни подразно, ни 2% добра. Значи има сосема други терапии. Сега, околу диабетисот, има труднички кај жените, има детски, има транзитен диабетис. Значи многу врсти и има повеќе диабетис. видови. Кај мене не знам што беше, али само знам дека многу бев принципиелен од првиот ден кога ми кажа и докторите и моите родители, од денеска тоа нема да се јаде, нема да се конзумира, ниту пак дома ќе се има ни еврокрем, ни чоколада, ни наполитанки, ни ништо што е благо. Ама Буквално ништо. Сладко нема. Не, може би да се има сладко од смокви, кога ќе дојдат, нели, гости, останало од кај нас, кафето. Али ја никој пат у животот, во тие 7 години, не сум ни помислил да станам Дека навечер треба да земеш нешто. Да. украдам, да земам од смоквите или нешто друго. Ниту еднаш. Значи, многу голема дисциплина, строг режим на исхрана од 82 на 7,5 години го добив диабетисот. Интересен податокот што ја мислев дека имам 28 промили шекер, а татко ми кажа пред 2 години дека сум имал 38. И ја мислев дека имам 28. И 28 е многу, а камоли 38, затоа што имав такви болки по екстремитетите што не се поднесуваше. Сега тоа е надминато со благодарение на таа дисциплинираност. Многу. Значи повеќе поточна дисциплина и од било која војска. Тоа ги советуваш сите да бидат дисциплинирани, може да се надмине. Значи не ја сваќаат сериозноста у тоа што го кажувам дека класичен лек за диабетис нема. Пример. Да, таблета и завршена работа. Те боли глава, имаш, не знам, кафетин, аспирин, не знам што, и поминува. Значи, има терапија, ама таа терапија е за намалување, за контрол. За некоја контрола или до некаде паѓање на шекерот во крвта. Ама ја не сум слушнал некој се излечил од таква терапија, дали инсулинска или орална. Или да е на таблетки, да. Терапија. Ја ги советувам да се дисциплинирани и ги советувам уште нешто, бидејќи не смеат сладко, благо, нели не смеат, со туѓи жени никако. Тоа е најсладко. Зашто бе? Па најсладко е бе, брат. Не се никако да. И полека, секој си дојде на свое. Па Сега физичка активност може, али најсладко не. Али за време на пандемија. Да. И нели имаше тие полицейски час смо, нели, забрана за излегување од овамо, онамо. И Рамче у куќа, пуна куќа. Они сви пуно људи, нели. И десило се да пеете случајно со Балдазов, многу се сближив. И реч по реч, и дојде до секс. И сек, оние други, кој у едну собу, кој у другу собу, Рамче со собу и Маја секс, оно купатило, Рамче се гледа на огледало, знаеш. И вика на огледало, куде си бе баджо? Значи, оне треба да се пази од диабет. Убав баджо, да. Па не бија, не имаја диабетес, значи кога смееш туѓу жену по тие скраја да е. Спомнавме жени, джентлмен ли си, знаеш ли на жената да кажеш, еве ти пари, иди купи, знаеш да изненадиш со подарок. Па джентлменството не само парите давање. Е добро, јас сега зборувам од Отвориш женска врата, страна. кафе, Од женска страна. ставиш вода, чашка. И тоа е джентлменство, отвориш врата, затвориш врата. Слични одговори давам на овој прашање, па не е само пари Да, ти джентлменство. викаш, За жал, жена мисли друг чари, добро. Значи си джентлмен, добро, не мора се во До парите. некаде.
Како и сви мужи, зашто викале на тој у бутикат купувала, викамо, господјо, мокри ви паре нешто, муж ми многу плака, док ми ги да врата ги броја. Тако и ми, ние се паре, като е да паре слазе. Ние пред крај на емисијата обично даваме подароци на нашите гости, ама ја мора да се извинам во овој случај, бидејќи го немам подарокот од Бучен Козјак. Настанала некоја грешка у трансфер на подарокот, ја тргнав да го земам, они го пратиле да го примам и така. И Значи, тако е, значи негде воздух, не ќе ga пратимо, значи ќе ти биде доставен подарокот преку нашиот заеднички пријател Зоки Спортско радио. Може да ти го достави на домашна адреса или веќе кај се наоѓате. Не знам, бевме, беше и ти гости у Истгейт кога правеа отворено студио за светско првенство, така? Бев, како не? Па прават они отворени студија на разноразни места низ градот, па може. Они се јавуваат од кај не. Може и да у Австралија да тргнеш да го видиш Зоки таму, па еве го подарок. Секаде за Спортско радио, секаде. Секаде, така. Ќе се видите и подарокот, се надевам дека ќе сочува нешто од него, има и кашкавални сирења и јогурт и кисело млеко, а во случајот ова што е напишано го носам со себе. Не сам ги изеја од Бучен Козјак, не ме гледај такој. Нека прочита пред мене да видиш што пише, ај. Еве што пишува, ноќевање со доручек за двајца. Маријан Коцев, ова е еден скромен убав подарок за тебе. Етно село, верувам дека имаш одено таму, може би настапувано во и настапувано, и испиено. Уште еднаш убаво за спиење. Ова не е фалба, ова е факт. Значи има 10 години најубавиот доручек во етно село. Па зошто е доручек? Најубавиот доручек. Ја ти викам днес е вечера, боли стомак, доручек. Тоа е боље ем здраво, ем убаво. Најубавиот до сега, како да не што ни збориме беше. кај сме биле, што сме биле, но се знае, домашно лепче, домашно сиренце, кашкавалче, јајца, од игла до локомотива. Се што беше ем богат и многу убав квалитетен доручек во етно село. Еве можност уште еднаш да ги посетиш и да уживаш во тоа. Се надевам така ти беше и вечерва во нашето студио. Ти благодарам што беше наш гостин. Фала на вас, фала на покана. Се надевам дека ќе имаме и друга прилика да се дружиме. Може. Само успех во работата, што и да планираш. И надвор студио може да се видиме некаде. Може и заедно да бидеме гости во Спортско радио. Можеме. Да коментираме нешто онака. Можеме. По-нашки. Спорт следващи. Вие по Кумановски, ја по Кавадаречки. Тоа ќе биде коментар, што да ти кажам. Додека е топката во воздухот да ви ги сообштам имињата на играчите. Чекаме колку ќе држите во воздух. Шут кон голот, но топката се одби од гол линијата. Како се одби? Статива. Абе, гол линијата. Топката отиде во корнер, во гол аут. Ај ќе видиме, мора да направиме такво нешто во блиска иднина, а рече ти може да се дружиме и после емисија колку ќе свири крај. Не, уште малку, па крај, уште многу малку. Остајате со нас. Слабо, колега, слабо. Ајде да пробаме со последно прашање, бидејќи до сега не ви одеа најдобро. Очигледно дека не сте се спремиле доволно. Ама, професоре, и јас се спрема. Сте се спремале, ама не сте се доспремиле. Тоа се два различни поими, колега, и ве молам да внимавате на терминологијата. Да пробаме, значи, последно прашање за шестка и тоа од семејно право, може? Може, да. Вака, значи, дали, доколку пристигне писмо за жената на домашна адреса, а таа во ист момент не е дома, дали мажот може тоа исто писмо да го отвори? Да или не? Да, професоре, може да го отвори, ама нема храброст да го отвори. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели, детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје.
мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја или да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, Како што најавив на самиот почеток, летото е пред нас и секој кој сака, ама добро, и кој може, нека ужива и нека летува. Колку сака и колку може. И да не се плашат оние богатите од летање кога одат на оние далечни дестинации. Нема потреба да се плашите од летање, бидејќи досега се нема забележано некој авион да се нема вратено на земја. Вака или онака, сите слетале на земја, сите до еден. Па така, и ние поскромните некако вака или онака ќе го протераме летото и ќе ви понудиме интересни содржини. Некои од нив ќе бидат премиерни, а некои репризни се до септември, кога уште од сега ви ја најавуваме 10-та јубилејна сезона на Нема љутиш, заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежеи од Тетра Мебел. Ви посакувам мирен лет, убаво лето и интересна и возбудлива есен. За сега од нас толку. Довидување. Ама, професоре, јас се спрема. Сте се спремале, ама не сте се доспремиле, бидејќи телефонот ви звони, колега. Очигледно. Па куде сакме најдесте? Старите кај нас велат како е и Тетра Мебел, која е гаранција, која бе? Сите до еден. Па така бе, а не пака. Пака.